се брише или не АСНОМ и какви последици ќе има изедначувањето на еден од најважните документи во македонската историја со рамковниот договор. На Пресинг ТВ разговараме со историчарот Михајло Миновски. Господине Миновски, Македонија и Грција постигнаа договор за името. Како го оценувате договорот од Преспа и какви последици ќе има по државата? Лично сметам, читајќи и содржината на договорот, дека не се работи за во класична смисла на меѓудржавен договор на две суверени држави, туку постигната една спогодба, договорена заправо спогодба за тоа како треба да се уреди новата држава на границата на Грција, Република Северна Македонија. Од тоа произлегуваат понатаму сите последици што се однесуваат и до АСНОМ и до македонската државност, нејзиниот карактер, континуитетот, односно дисконтинуитетот. Тоа е во генерално земено она што представува договорот. И најважно од се е дека со тој договор и таа, да речеме, ново договорена држава Република Северна Македонија се става во целосна зависност од Грција, меѓутоа ако пошироко се гледа не само од Грција, туку и од Бугарија и од Албанија, значи тоа она што предизвикува, односно како последично влијание има овој договор меѓу Република зауште Република Македонија и Република Грција. Инаку мисля тоа можеби е карактеристично дека бугарската влада како потписник на договорот е представена и односно еден од коалиционите партнери не ја прифаќа, не ја признава, па според тоа нешто што е исто така карактеристика за еден меѓудржавен договор кога една влада на една суверена држава делимично само ја го признава и подпишува еден таков договор. Така, македонската влада како најголем аргумент се фали дека со договорот е зачуван македонскиот идентитет и јазик, но од друга страна грчките власти убедуваат дека не признале никаков македонски идентитет, туку само државјанство. Зачуван ли е со договорот македонскиот идентитет? Не, само што не е зачуван, можеби категорично треба да се каже дека не е зачуван, туку се видоизменува или се менува националниот односно идентитетот. Не се работи веќе за национален идентитет, туку за идентитет на народот. И во таа смисла исто така представува некој преседан во меѓународните односи, односно нешто специфично одлика на еден ваков договор, кој што и така како целина, таков договор не е познат во меѓународните односи и во договорите меѓу државите за решавањето на било какви прашања. Така, а најголемо внимание во делот од договорот од Преспа предизвикува промена на уставот во делот за АСНОМ. А владата веќе објави дека наместо одлуките во преамбулата ќе влезе прогласот во АСНОМ. Што конкретно тоа значи? Со право и најголемо внимание и загриженост предизвикува токму тој дел од тој договор, затоа што со испуштањето е благо речено на одлуките на заседанието на АСНОМ има две последици. Прво е се губи, односно се брише името Македонија. И она што е најважно, се државнотворниот карактер на македонскиот народ. Еве во зошто. Прво и во оваа спогодба, или како да речеме договор, повеќе се работи за спогодба, во која што се предвидува забрана употребата на името Македонија. Ние знаеме во нашата историска минато многу режими во кои владееле во Македонија го забранувале тоа име, еве се дочекавме, доживеавме, се разбира и во оваа прилика Република Грција да не наметне забранувањето на името Македонија. Со сите последици што произлегуваат од тоа. Второ, испуштањето, односно, да не речем погрубо, елиминирањето на одлуките на АСНОМ, тоа се државнотворните одлуки. Со тоа се
се директно се засега не само државотвореноста на македонскиот народ, туку и конституирањето на автономската македонска држава, затоа што со првото решение на АСНОМ се прогласува конституирањето на државата Демократска Македонија. Така, со второто решение се обзнанува дека се конституира АСНОМ како највисоко законодавно и извршно тело на македонската држава. Го нагласуваме, беше Демократска Македонија, овде на македонската држава и се разбира на решението за прогласувањето на македонскиот јазик. Зборуваме македонски јазик во смисла на нашето уставно уредување, не како е тоа регулирано во спогодбата или не регулирано, туку решено, а исто така и за прогласувањето на Илинден за државен народен на македонскиот народ и државен празник на македонската држава. Сите тие елементи ја прават државноста на Македонија, односно на тогаш Демократска Македонија, подоцна Народна република Македонија и така натаму. И со тоа се, така да речеме, се потврдува државотворноста, се изразува и потврдува државотворноста на македонскиот народ. Но сега доколку биде само прогласот наведен во преамбулата? Во овој случај, значи, практично се, да не речеме се негира, туку едноставно се маргинализира државотворниот карактер на македонскиот народ или практично се брише од државотворните народи како што тоа се сите тие кои што има своја држава во Европа, па се разбира и не само во Европа. Така, дали ова значи дека од Македонија на некој начин се прави нова држава, ново име, нов устав? А сега кога ќе се надоврзи тоа со амандманот понатаму кој го регулира ова прашање, значи останува манифестот кој што нема уставнотворен карактер, не е тоа таков карактер. Туку е еден манифест кој што не образувачки, односно манифест кој што те сака да се представи пред македонскиот народ нешто што се случува. Меѓутоа, со внесувањето него целосно се маргинализира, наречеме, она што беше вистинското историско значење на АСНОМ и на неговите одлуки. Понатаму, исто така што се односи до континуитетот на државноста, сега драстично се трансформира, се губи националниот карактер на државноста, македонската државност, следува, се споменува само референдум од септември и каде што стои по, се брише годината, само се додава уште Охридскиот односно рамковниот договор, за да понатаму стои дека граѓаните на Република Македонија, граѓаните ги наведува кои се сите тие, ја конституира Република Северна Македонија. Тоа практично значи, неспорно е тоа, дека се преюдицира создавање на нова држава Република Северна Македонија или кратко, како што таа скратено, како што во договорот стои, па и во самиот амандман, Северна Македонија. Така, зашто на соседите им пречи толку оној дел каде што се бара обединување на македонците од Грција и од Бугарија? Не, тоа видите што е, како што велите, се бара обединувањето многу посложено е, многу повеќе му пречи се покажува на Грција споменувањето името на Демократска Македонија. Се му пречи името исто така дека таа е македонска именувањето македонска држава. Се им пречи македонскиот јазик во смисла јазик на македонскиот народ, се разбира и со историски континуитет и контекст. Им пречи Илинден како символ на македонската борба за државност да стои како државен национален празник, очигледно на, да речеме, новиот стратегиски партнер Грција. А не може да станува збор да тоа што го велите вие за обединување, затоа што овдека ќе видите во спогодбата се гледа поправо дека во безброј членови на спогодбата се бара или се потврдува признавање на
меѓудржавната граница и гаранции за меѓудржавната граница меѓу Бугарија и Грција. И се оди до таму да Македонија, таа нова држава Северна Република Македонија, да ја гарантира државната граница и суверенитет и интегритет не само на Грција, туку и на сите соседи, што е апсурд, не преседан, туку апсурд како што не се познава во меѓународните односи. Значи, една мала држава треба да ја гарантира границите на сите соседи. И уште таму имаме и други обврски кои што треба да ги превземе во смисла да не се дозволи, да речеме, активности кои што може да бидат оценети како загрозување, да речеме, на суверенитетот и интегритетот. И се разбира дека од ова најбитното е дека се создава нова држава, односно се проектира, затоа што се уште не сме дошле до таа фаза, нова држава Северна Република Македонија, која што ќе има ограничен суверенитет, односно ќе биде целосно зависна од Грција, затоа што еве на класичен пример, секоја употреба на името Македонија, тогаш ќе има право по спогодбата Грција веднаш да протестира, да интервенира и да забрани. Македонија мора да биде врзано со зборот Северна според договорот. Да, али никако името Македонија во таа смисла, ова така стои во. И она што е многу проблематично, за кое што многу малку се обрнува внимание, е одредбата, треба да се видам која беше, кој член од завршните одредби. Спогодбата, вели ова, спогодба останува во сила со неопределен период и не отповелика, не се дозволени никакви измени во одредбите од член 1 став 3 и став 9, кои што се однесуваат на името Северна Македонија, дека не може да се менува Северна Македонија, не може да го менува уставот во овој дел кој што се однесува на овие одредби од договорот. И дека вечно, или како што имаме пред Втората светска војна меѓу Бугарија и Кралството Југославија, еден договор како што тие го крстија за вечно пријателство, кој што по неколку години дојде до војна и окупација на Југославија. Меѓутоа, карактеристично што овде на една суверена држава, условно речено сега Република Македонија, се трансформира во Северна Република Македонија и се ограничува правото на менувањето на уставот, што не е случај дури во колонијалните народи кои што можеа да си го променат името. Со други зборови, доколку сега го сменим името, ова ќе биде за веки векова. За веки векова. Тоа е она што е најважното и што треба да се знае. А се разбира дека да не зборуваме за сите другите одредби, треба многу време и да се анализира во каква зависност се поставува Македонија во однос на Грција. Не само во поглед на дури во поглед на функционирање државата, државните институции и особено во науката. Историската наука целосно зависи од волјата или како што таму стои, иначе имаме владата преку орган, посебен орган, заедно двете влади ќе контролираат историската наука и ќе се диктира како таа треба да ги толкува историските документи, историски настани и какви, се разбира, сознанија треба да представува и кои што пак треба да влезат во процесот на образование, создавање една генерации кои што треба да го изгубат македонскиот национален идентитет. Така, господин Миновски, покрај со Грција, Македонија подпиша договори со Бугарија, наречен е договор за пријателство, иако во него нема ништо пријателско, од Македонија се бара да потврди дека има заедничка историја со Бугарија и дека или не наш заеднички празник. Што мислите околу тоа? Јас пред да кажеме за тоа, уште нешто да кажам за аспект на овој договор со Грција, бидејќи тоа е исто така многу значајно, тоа е во функција, меѓу другото беше целиот овој договор, покрај тоа што Македонија се обрзува да ги гарантира, речеме, границите и дека нема да има претензии, дека нема македонско национално малцинство, туку тоа треба да представува документ врз основа на кој НАТО ќе влезе во Македонија и НАТО е тој кој што ќе гарантира ова што викаме неповредливост, односно непроменливоста на името Северна Македонија и неможноста промена на уставот во тие делови од
своите уставни одредби. Значи не се работи за прием на на Македонија во НАТО, туку за влегување НАТО во Македонија. Како единствена сигурна гаранција за тоа што меѓудржавните договори не се секогаш гаранција за она што го сака да го постигне оној кој што го наметнува договорот. Значи се работи за еден наметен договор, не се работи за договор во преговори, туку договор во разговори, со кој што разговори се доаѓа до една согласност што треба да направи Република Македонија, односно како треба да се трансформира во Северна Република Македонија. Во Република Северна Да се Македонија. вратиме сега на договорот со Бугарија. Како го оценувате? Договорот со Бугарија нема што да се оценува, тој сам по себе е доволно јасен за да покаже дека ние со потпишувањето на договор практично се откажаме од целото наше историско минато, од нашиот идентитет и се она што го представуваат македонскиот народ. Се разбира сето тоа заклучно со како што тоа стои со Втората светска војна, дека македонскиот народ прифативне и признаваме е дел од бугарската нација и дека овде ќе се работи за создавање еден за народ кој што е со декрет формиран, било да е од Коминтерната или од Тито и така натаму, и дека се признава еден некакво само идентификување, самоопределување поасно, односно по прокламирање на создавањето на македонската држава, кога македонскиот јазик влезе во употреба, меѓутоа тој јазик има историски третман на дијалект на бугарскиот јазик. Така, што е најспорно во договорот? Делот на ревизија на учебниците по бугарски терк или тоа што бараат да славиме дека Илинден е заеднички празник? Ако буквално се разбира се спроведува овој договор, тоа ќе значи ние треба во учебниците да признаеме дека се што е пред 44 е бугарско. И дека Илинден нема Илинденско достание, нема Илинденско, туку Илинденско преображенско достание заради Одринско, така да. Дека сите револуционери ќе бидат бугари. Ние како, да речеме, припадници на бугарската нација, нали, како народ или неосвестени бугари, ние ќе можеме заеднички и се договориме заеднички да ги славиме и личностите и настаните од минатото. И се разбира, тука веќе не завлегува за оваа другото по Втората светска војна и со тоа што тенденција, смислата на договорот дека има две држави, ама две бугарски држави, се разбира, како што често пати се привикува две германски Австрија и Германија, а дека нашето со заедничко историско минато. И дека јазикот е вештачки дијалект на бугарскиот јазик. Така, може ли Бугарија во иднина да ни прави пречки на патот кон Европската унија доколку не се допаѓа било што од договорот ако не е имплементирано по нивните? Не само Бугарија, и тука и Грција, тука и Албанија. Сите тие можат. Зошто можат? Прво да се вратиме за Грција. Грција и во самиот договор стои дека еден покрај договорот, самиот договор, туку исто така и прашањето на референдумот. Секогаш може да го употреби референдумот како алиби или како да речеме основ за да става во секоја прилика да го спречува, да речеме, интегрирањето дури и на Северна Македонија, затоа што со референдумот се знае како 30 септември како помина. Тоа е едната работа. Второ, што може секоја употреба на името, рековне Македонија и другите работи, или не придржувањето требатот, во секое поглавје на пристапувањето ќе може без да го спречи тоа, да стави вето. Што се односи, се разбира тоа исто така, договорот најмногу може да се употребува и во оваа прилика, ова референдумот и за влегувањето во НАТО, односно влегувањето на НАТО во Македонија, меѓутоа таа работа повеќе е од формален карактер, затоа што тоа е се договорено дека Македонија таква каква што ќе биде мора да влезе во НАТО. Односно НАТО во Македонија и на тој начин
да се создаде една нова реална состојба, не само во Македонија, туку и во регионот. И меѓутоа, она што е другото важно, рековме и за Албанија. Албанија е членка на НАТО фактот, не ја признава сегаш Македонија под уставното име. Влегува рамковниот договор, односно така во преамбулата. Победи ли рамковниот договор Асман? Апсолутно, влегува во тој е основ сега понатаму за целосно интегрирање на Тиранската платформа и во секоја прилика, значи може. Единствено е што, да речеме, ако може да каже, што е поповолно затоа што НАТО е решен по секоја цена да влезе во Македонија, па според тоа тешко дека ќе се одлучи било Грција после ова подпишувањето од наша страна. Дури да не ја ратификува Грција таа спогодба, тогаш таа прашање ќе биде решено, многу брзо ќе биде решено. И сега друга работа има за која што треба. Имаме сега во ова реалната состојба, имаме две Македонии. Односно една Република Македонија и имаме една проектирана Северна Република Македонија. Република Македонија зад која што се разбира стои поголемиот дел од македонскиот народ, изразено преку референдумот, призната од повеќе од 2/3 под уставното име од државите членки на Обединетите нации, вклучително и поголемиот дел од членките во Советот за безбедност. И имаме сега со спогодбата проектирано создавање на или трансформирање на република во Северна Република Северна Македонија, која што ќе биде членка, 30 членка на НАТО, но во исто време таа ќе биде целосно зависна од Грција, од Бугарија, па и од Албанија. Така, за крај да резимираме, договорите со Грција и со Бугарија не ни ги решија проблемите со соседите, туку уште повеќе може да ги разглавочат. Значи вака, оваа спогодба и договорот со Грција не само што не го решија како што се замислуваше македонското прашање, бидејќи сите тие заинтересирани фактори практично требаше да му става крај на македонското прашање, точно на 100 годишнината од распарчувањето на Македонија по Првата светска војна. Го велиме тоа вака затоа што Букурешкиот договор е само прелиминарен договор. Вистинското распарчување на Македонија се случи на мировната конференција во Версија 1919 година, кога точно се утврди како ќе се дели, како се подели Македонија. Има разлика меѓу Букурешкиот и Версајскиот договор. И сега уште еден аспект, еве јас во претходната прилика споменав уште еден аспект на контекстот, историскиот контекст. Треба да се стави крај на македонската постојање на македонска држава како македонска држава Република Македонија во 2018 година. Точно пред еден милионим, кога се стави крај на првата, како викаме, македонска самоилова држава, на која што се повикува Аснам дека по првата македонска самоилова држава се конституира новата македонска држава оваа демократска Македонија. Значи, од 2018 се става крај на македонската држава. Намерата е да се стави крај, меѓутоа се зависи, се разбира, од македонскиот народ, затоа што имаме сега мнозинството од македонскиот народ се ја заштитува или ја брани македонска држава, а додека еден дел од македонскиот народ и со обединети национални малцинства претендира да создаде нова држава, а тоа значи се менува дури идентитетот и на македонците. Тоа создавањето таму или се конституира нова држава, така стои нели во амандманот, се конституира нова држава, се конституира држава Северна Република Македонија, а тоа значи веќе дека не е македонскиот народ тука државотворниот, доколку се сака да има друго толкување, сега во преамбулата не може и избришано, да речеме, тој елемент кој што ги има, но затоа го имаме оној другиот елемент, Охридскиот рамковен договор, кој што добива карактер на еден конститутивен акт, кој што во суштина не е тоа, и на тој начин се поврзува референдумот од
1991 година, Охридскиот договор, се става запирка таму и се конституира Република Северна Македонија. Северна Република Македонија. И сега што се случува? Таа Република Северна Македонија се обврзува веднаш после тоа да ја извести да го извести генералниот секретар на Обединетите нации дека на нашки речено, на македонски речено, дека не постои веќе Република Македонија, туку Северна Република Македонија, и да ги замоли, односно да ја побара од сите оние 2/3 од членките на државите членки на Обединетите нации, да ја поправат својата грешка, да ја избришат тоа дека тие ја признаваат под уставното име, туку да ја признават како Северна Република Македонија. Нешто што ниту постоело, ниту веројатно некогаш ќе постои сличен друг акт како што сега е. И дури тоа е навреда и повреда за достоинството на државите членки кои што ја признале Македонија под уставното име. Господин Миновски, ви благодарам. Значи, последиците може секој да ги согледа. Така, ви благодарам за интервјуто за пресинта. Мола.